Во Псалм 14 е запишено: Безумникот рече во своето срце нема Бог. Се расипаа, нивните дела се гнасни, нема кој да прави добро. Господ гледа од небесата на човечките синови, за да види дали има некој разумен, кој го бара Бог. Сите свртија заедно, сите се расипаа, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Зар нема да се вразумат сите кои беззаконствуваат, кои ги голтаат моите луѓе како да јадат леп, и не го повикуваат Господ? Од овој псалм издвојуваме само еден стих, а тоа е првиот стих. Безумникот рече во своето срце нема Бог. Што значи тоа? Истиот овој стих може да се најде во Псалм 53, првиот стих. Некои ги земаат овие стихови како индиција дека сите атеисти се безумници, односно дека немаат интелигенција. Сепак треба да се нагласи дека значењето на овој збор во еврејскиот јазик е навал и повеќе се однесува на морален безумник, односно на човек кој нема морал во себе и кој сака да живее неморално. Значењето на овој стих не е дека неинтелигентните луѓе не веруваат во Бог, туку неморалните луѓе кои се кријат и бегаат од Бог, поради својот неморален живот не веруваат во Бог. Мнозина атеисти се интелигентни луѓе. Таквата интелигенција не е причина и недостаток што не веруваат во Бог и го отфрлаат. Туку недостатокот на морал е она што го води човекот кон отфрлање на верата во Бог. Многу луѓе не ја отфрлаат идејата дека постои Бог создател, битие, суштество. Туку наместо тоа ја отфрлаат идејата дека тој Бог бара морал од неговите созданија. Во тоа лежи проблемот за отфрлањето на Бог и за атеизам. За да се ја олеснат совеста, луѓето ја отфрлаат идејата за Бог како единствен извор на апсолутен морал. Затоа многу луѓе, вклучувајќи ги и атеистите, живеат како што самите ќе одлучат, без чувство на вина за нивните гревови и без одговорност пред Бог за нивните постапки. Некои познати атеисти, кога ги прашале што сакаат да постигнат со нивниот атеизам, тие рекли признале дека сакаат да пијат алкохол колку што ќе посакаат и да живеат хедонистички живот колку што можат повеќе. Имајќи на ум дека да немаат ограничување на нивните страсти и желби. Верата во Бог е придружена со чувство на одговорност. Но за да се избегне од осуда на совеста, без да се има морална одговорност, решението за нив е да го негираат постоењето на Бог. И затоа го негираат. И затоа рекоа во своето срце, нема Бог. Тоа не значи дека сите атеисти кои се декларираат за такви се неморални во секој поглед. Многу атеисти живеат релативно скромен живот. Но смислата на стихот безумникот рече во своето срце нема Бог, не е дека нема доказ за Бог и неговото постоење, туку луѓето ја негираат верата во Бог поради тоа што сакаат да живеат ослободени од моралните ограничувања кои што ги бара Бог. Исто така, тие сакаат да немаат вина за своите гревови. Во тоа лежи проблемот зошто некои луѓе не веруваат во Бог и зошто не сакаат да се занимаваат со Бог и неговото писмо, Библијата. Но апостол Павле вели дека Божиот гнев се открива на секоја безбожност и на секоја неправда, кој што луѓето ја задржуваат со својот грешен живот. Бог таквите мудрици ги препушта на нивните расипани желби, за да се поганат во нив самите и за на крајот да бидат осудени во согласност со нивниот погрешен начин и избор. Божи благослов.